Еве, кратко story time како вчера јас поинав кај татко ми. Синека со тато ме згази од смење. Сега ќе ви кажам што беше причата. На тато му викав, тато, ајде да снимаме реакција на мој видео. Му реков, тато, ајде ќе снимаме ти како реагираш на мојата песна Жолта коламба и нели нормално пред видеото му ја пуштив песната Жолта коламба на стариот телефон и тато ја слуша песната и му викам, тато, што било вака, јас добро пеам, убаво ги фаќам вокалите и тато ми вика, ти не знаеш да дојдеш, па ќе си пеел. Помина тоа што помина, доаѓа 3-4 сат по ручек. Ручевме, му викам, тато, ајде да снимаме ти како реагираш на песни на два бона. И нели му пуштам песни на два бона, Таскона, Горила, Дукати, Ган Туризмо, Джокер, 300 песни му пуштив на два бона и ја на тато му викам, абе тато, твое мислење за два бона, добро ли, лошо ли пеат? И тато, знаете ли што вика, значи ги схета и нив на макс. Значи, му викам, тато, што мислиш ти за два бона? И тато, ги брења на видени. Вака да се разбереме, немам ништо против два бона, си ги поштам дечките, ама многу беше зезнат моментот, пошто тато ја слуша моја песна Жолтата коламба и му викам, тато, дали добро пеам, дали ги фаќам вокалите, дали сум нешто музички образован, пошто јас простак. Не знам паскали да се синум, а не па да певам. И со тато што ме згади од смење, што ми вика, ти мали не знаеш, да, иначе чаля ме вика мене мали, ми вика, мали ти не знаеш да дојдеш, ќе си пеел, добро помина тоа. Го терам некако за видео и видеото не е на YouTube, пошто видеото беше до повраќање ќе ти дојде, пошто јас на овој телефон Huawei ја пуштам која песна, да, Дело му ја пуштив песната Дело на два бона и нели конци си вика и уште една жива да имам ја бите одбрал пак и тато вика ај гаси ова пушти си сина саки. Јас бев у шок, брат. Значи јас сум реално ќе кажам, јас не сум музички образован, никад не сум ни идел у музичка школа. Ама имам желба да пеам, а и некој да си седам вокалите, ама јебига не сум музички образован, така да ете. И тато на времето ми го даваше занаатот да учам бравар, ама толку ми дала Господ памет, музички необразован, тоа е. Ама битно тато ги схета два бона на макс. Му викам, тато, што мислиш ти за два бона и Таско? Млади пејачи со од Македонија се Марио, Антонио, Кристијан Тасковски. И тато вика, ги брења на видени. Леле, ја тука, вака сам здрвен и му викам, тато, не играј дечките, значи големи песни имаат. И тато вика, абе песните нека си ги имаат, ама они пеат као да се на стадион. На мене косата ми се кренават 600 на сат. Ај, следен пат ако идам, да, следен викенд ќе идам кај тато, ќе го натерам да снимаме, ама стварно да снимаме реакција на песни на два бона, па ќе видите дека ќе ги схета полошо од ова не може да биде, брат. Та, се деси тоа што се деси, тато не кеше да го ставам, тоест тато ми рече мали не го стави видео никаде и морав да го делитнам, таа убаво видео јас го однесов кај што не треба. Па реално да гледаме, да бидеме реални, два бона се стварно квалитетни музичари и не заслужуваат некој да ги хејта, а не особено татко ми. Добро, татко ми од постарата генерација ги слуша Свиен Сагич, Шемса, Здравко Чолич, Мирослав Илич, Харис Джинович, Есма Реджепова. Тато ги слуша ние старовремските песни, кафански песни што викаме ние. Извинете само што се најдам. Така да, ете, видови в story time како татко ми ги схета два бона на макс. Значи, хејтање, брат, на макс. Така да, ете, два бона, извини, брат, али тато е крив, не сум јас, тато ве хејташе, не јас, така да, топ. Јас сум бист. Да, иначе планирам да снимам чалендж, значи од ден, тоа секи спет некоја копија од Лазаров, ама да, копија ќе правам, пошто нели знаете дека Лазаров вежбаше од ден еден до 90 дена прес, ќе правам исто таков челендж. Ќе правам исто таков чалендж,
ќе правам 90 дена да дигам форма. Вали ќе спад нешто. Така, доста кукам, доста ви се жалам, ете ви кажав кратко сторитајм како тату ги искате 2 бона и таско. Така, се гледаме во наредна прилика, а да се навивава. Пис! Бро! Удар, бабу!